Неделата за грижа на стари лица, која традиционално секоја година се одвива во текот на месец ноември, започна вчера и ќе трае до 25 месецов. Активностите ќе бидат одбележани под мотото "Сите сме нивни деца", а предвидуваат посета на 180 стари лица во нивните домови, каде примаат грижа од мобилни тимови на медицински сестри и волонтери на Црвениот крст, како и дневни центри за стари лица, преку кои се афирмира активното старење, а корисници се повеќе од 500 лица во третото доба. Медицинската сестра Зорица Пасинечка денеска пред нашата камера накратко го опиша работењето на дневните центри за стари лица, активностите кои тие ги имаат во нив, како и медицинската нега и грижа која им ја даваат. Во рамки на одбележувањето на неделата за грижа на стари лица, денеска се наоѓаме во Центарот за стари лица во Домот на хуманитарни организации Даре Джамбас. Изборуваме со една од медицинските сестри кои ги посетуваат старите лица во нивните домови, Зорица Пасинечка. Најнапред, добар ден и ви благодарам што одвоивте време за нас. Многу ми е мило што учествувате во настанот недела за грижа на стари лица. Инаку јас сум една од медицинските сестри кои што прават домашни посети во домашни услови. Посетуваме 180 стари лица на територијата на град Скопје. Покрај тоа што ги вршиме посетите и мериме крвен притисок и гликоза во крвта, се грижиме за нивното здравје, покрај тоа што вршиме социјални разговори, им го разубавуваме денот, исто така, секоја медицинска сестра гравитира кон 3 дневни центри кои што се отворени на ниво на град Скопје. Едниот е во Даре Джамбас, едниот е во Чаир, едниот е во Сарај. Дневните центри работат секој ден од понеделник до петок, отворени се од 9 часот до 3 часот и се отворени за сите пензионери на Република Македонија. Секој што може и сака може да дојде да учествува во активностите што се надевам многубројни и се надевам дека ќе бидат во иднина уште поинтересни. Како изгледа? Ве може да ни кажете како изгледа еден ден во дневниот центар Даре Джамбас и останатите дневни центри? Што прават пензионерите кога ќе дојдат тука? Зависи од денот. Во вторник и петок се најпосетени денови, тогаш имаат чиконг вежби. Поделени се во различни групи во зависност од тоа кој кога се приклучил на активноста. Потоа во четврток исто така имаме голема посетеност, тогаш ни доаѓаат сликарите, имаме сликарска работилница, ја менаџира професорот Стојче, успешно, имаме многу изложби, се реализираат сиве овие години, потоа имаме други активности, предавања, медицински предавања за социјалниот живот, има ли се нешто што ги интересира. Само треба да пројават желба и ние, ако сме во можност, го организираме тоа. Организираме прошетки во околината на градот, организираме прошетки по институции, музеи. Има ли интерес? Дали доаѓаат голем број на пензионери? Да, мислам дека кон дневниот центар Даре Джамбас гравитираат некаде 800 пензионери кои што се активни и активно учествуваат во сите активности што ги организираме. Вие исто така ги посетувате и дел од пензионерите во домашни услови. Како оди оваа постапка? На кој начин може да се пријави секој еден кој што сака да биде посетен од ваша страна? Секој старо лице може да се пријави. Условот е да живее, сами, може да се и брачен пар и да имаат некакви медицински проблеми, гликоза во крвта или повишен притисок. Меѓутоа вршиме и социјализација, не мора и да се да има некаква патологија, да се болни. Ги посетуваме. На секоја медицинска сестра има по 30 стари лица кои што ги посетува, не се променливи, се додека не се откажат од најразлични причини од проектот. Ги посетуваме еднаш неделно или 2 пати во месецот, зависи од потребата што ја имаат. Исто имаме и волонтери кои што многу ни помагаат во работата. Тие мислам дека се и носители на овој проект. Им пазаруваат по дома,
плаќаат сметки, прошетки, имаат социјални разговори, значи се трудиме да се дружат старите со младите и се надевам дека овој проект ќе се проширува затоа што се уште не се опфатени сите општини во градот и мислам дека убаво се дружиме. Така, ви посакувам успех во понатамошната работа и секако, како што и самата споменавте, да се проширите на територија на цел град. Благодарам што сте ни гости и благодарам за убавите желби. Во рамки на неделата за грижа на стари лица беа подготвени пакети со прехранбени продукти, а во Домот за хуманитарни организации денеска беше организирана и кинопроекција. До крајот на неделата ќе бидат организирани и бесплатни здравствени прегледи, како и предавања за деменција. Веќе 8 години активно функционира проектот Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови при Црвен крст на град Скопје. Денеска имаме промоција, односно проекција на хуманитарно кино, каде што се реализира во Домот за хуманитарни организации Даре Џамбас од 11 часот. Утре и задутре имаме посета на домови за стари лица, каде што исто така и на 22 во четврток имаме предавање за деменција. Доколку пак на 23 во петок, значи на постојките на Зелено пазарче и на Буњаковец, ќе имаме пунктови поставено за здравствена превенција, каде што наши медицински сестри ќе мерат притисок, шеќер и едноставно здравствени совети. Исто така ќе имаме пункт поставено на 23 и во општина Сарај. Може да ни кажете каков интересот на старите лица токму за вашата кампања и дали се запознати со истата? Да, значи ние на нашите корисници од дневните центри, а и пошироко им кажуваме за нашата програма на активности, не само за неделата, туку и за месечните програми што ги реализираме. Значи ние имаме исто така и месечни програми и активности, каде што корисниците се доаѓаат на активностите, односно тоа се чиконг вежби, сликарска работилница, едукативни предавања, прошетки, исто така организираме работилници по плетење. Според спроведената анкета врз репрезентативен примерок на 1004 стари лица на тема потреба од социјални и од здравствени сервиси за старите лица. Констатирана е потреба од зголемување на информираноста на старите лица и нивните семејства за услугите од социјална заштита и за зголемување на пристапот до овие услуги.